период малце по-рано на стандартското движење во Македонија 1904-1908 година. Мојот реферат се однесува на краток пресек на историјата на кралството Грција спрема Македонија, македонското прашање и македонците воопшто. Брзо по ослободувањето на Грција во 1844 година во грчкиот парламент било промовирана познатата големодржавна идеја, позната како мегалија идеја. Според неа требало да биде обновена Византија како држава на грчкиот народ. Подоцна биле определени границите на таа држава. Според првата програма, која се сметала за максимална, во балканскиот дел Грција требало да се прошири на север од Струга, Качани, Кюстендил, Стара Планина и Црно море. А според втората, која се сметала за по-реална, границата требало да поминува јужно од линијата, која поминува од Драч и требало да стигне до Егејското море, поминувајќи северно од Сер на исток до северно од Битола и Охрид на запад. Претензиите биле базирани пред се врз историските правила. Имено преку фалсификување на историјата, древните македонци биле прогласени за грци и според тоа, современите грци требало да бидат легитимни наследници на новите територии. Но бидејќи Македонија во 19 век била населена со претежно македонско население и според таа логика, која признавала Европа, не можела таа да ја припаѓа на Грција. Официјална Атина, поради тоа започнала една жестока битка за асимилација на македонското, влашкото и албанското православно население. Во таа акција било впрегнато Цариградската патриаршија, силно подпомогната од грчката држава. Познато е дека целокупното православно население до 60-те години на 19 век се наоѓало под юрисдикција на патриаршијата. Црквата и грчките училишта требало од македонците да направат грци. Девизата било, цитирам, за да се задржи Македонија грчка, потребно било ксенофоните да се задржат во православна вера и мирно пограчување. Крај на цитат. Под ксенофони на прво место се мислело на македонци како мнозинска етничка група. Задржувањето на голем број македонци во кривата на патриаршијата се сметало дека не било толку тешка работа. Меѓутоа, учењето и префаќањето на грчкиот јазик како собствен јазик се покажало едноставно невозможно. Стотици грчки училишта во селата и градовите на Македонија ги олеснувале државната каса на кралството Грција без да постигнат главната цел да ги научат македонските деца да зборуваат грчки јазик и уште повеќе грчкиот навлез на македонските куќи да стане говорен јазик, зашто само тогаш се сметало дека асимилацијата би била завршена. Илиденското востание и учеството на речите целото македонско население, македонци патриаршисти и македонци грчкисти, за грчката влада и за сите фактори на грчката пропаганда во Македонија бил непобитен доказ дека неколкудецениските интензивни напори за асимилација на македонците преку училиштата претрпеле целосно фиаско. Анализите направени веднаш по востанието од најкомпетентните фактори на пропагандата покажале дека училиштето ниту е способно, ниту е доволно да прецизира барем дел од македонското население. Се дошло до заклучок дека треба да се употребат други, поефикасни средства за постигнување на целта. Тие средства треба да бидат од стопански карактер. Без стопанство, без материјални добра нема живот. Плюс тоа се мислело дека, цитирам, секој селанец сребролюбец, можеби алчноста е единствената негова особина за која е свесен. Што се однесува до славофоните селани на Македонија, тие се најсребролюбиви од сите други селани. Се предлагало вклучување на што